Вие сте со К3, а во 20 часот е последното издание на Дневникот. Еве дел од содржините. Во Куманово недостасуваат уште фонтани и јавни чешми кои особено им се потребни на граѓаните во летниот период. Деновиве премиерно беше прикажан документарен филм за Вања Лазарова во кинотека на Македонија. Околу 34 милиони деца пред се од најсиромашните слоеви во земјите зафатени со вооружени конфликти не одат на училиште, соопшти Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура. Македонската одбојкарска репрезентација забележа првата победа во овогодишната Европска лига, совладувајќи го Израел со 3:0. За повеќе информации по рекламите, останете со нас. Последно издание на Дневникот. Добро вечер. Два активни пожари се забележани на територијата на општина Липково. Како што информира од регионалниот центар за управување со кризи во општина Липково, има два активни пожари, од кои првиот е во село Слупчане на запалена сува трева со ниско стеблеста и борова шума со површина од околу 3000 метри квадратни, која е во постојан пораст. Вчера исто така од територијалната противпожарна единица интервенирале на пожар во село Слупчане, кој денеска бил целосно изгаснат, но се претпостава дека некој повторно го подметнал. Во близина на пожарот нема загрозени куќи. Во гасењето на пожарот учествуваат територијалната противпожарна единица Куманово со едно возило, цистерна и 4 пожарникари. Тројца вработени од Шумско стопанство Куманово и тројца вработени од полициската станица од Матеќе. Од Шумско стопанство Куманово побарале авионско гасење на пожарот поради брзината на ширење на истиот. Другиот пожар е од 14:35 во село Матеќе на запалено стрниште и стари лозја, кој исто така не е во близина на куќи. Во гасењето на пожарот учествува едно возило, територијалната противпожарна единица од Куманово и тројца пожарникари. Податоци за зафатената опожарена површина, како и за евентуална материјална штета се уште нема. На терен се екипи на јавното претпријатие Македонски шуми, како и од Дирекцијата за заштита и спасување од Куманово. Македонија од денеска до вторник ќе биде зафатена со температури до 40 степени кои ја дефинираат жолтата алертна фаза. Граѓаните потребно е да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во период од 11 до 17 часот, конзумирање лесна храна и течности, хигиена на раце и хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болни лица, информира Министерството за здравство. Сите заинтересирани граѓани имаат можност да добијат здравствен совет во однос на почитување на препораките за заштита од високи температури и информации од превентивен карактер. За таа цел мобилните едукативно-здравствени пунктови се поставени во сите градови во државата и се отворени секој ден од 18:30 до 21:30 часот. Таму се мери крвен притисок и се даваат совети за превенција од топлото време и за здрав начин на живот. Од Министерството за здравство потсетуваа дека во текот на вакви екстремно топли денови, граѓаните треба да останат во затворени простории, пред се климатизирани. При неопходен престој на отворен простор во тој период да се најде можност за почести одмори под сенка. Се препорачува да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се носат заштитни очила и капа. При сончење да се користи крема со висок заштитен фактор, да се внесува помало количество храна, претежно овошје и зеленчук, а помалку масна храна. Да се внесуваат големи количества течности, најдобра обична вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолните пијалоци. При влегување во возило потребно е тоа одреден период да се проветри. Хронично болните лица редовно да ја земаат препишаната терапија во консултација со матичните лекари. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цредни заразни заболувања, потребно е почитување на следните препораки: задолжително миење на земјоделско-градинарски производи, свеж зеленчук и овошје пред нивната употреба, термичка подготовка на храната и нејзино конзумирање во многу кус рок по подготовката. Ако тоа не се направи, така подготвената храна да се стави во фриждер на +8 степени, а пред употребата да се загрее на +100 степени. Граѓаните да избегнуваат производи кои термички не се обработени, како мајонези од домашни јајца, а внимателно да се конзумира сладолед и разни кремови.
Во Куманово недостасуваат уште фонтани и јавни чешми кои особено им се потребни на граѓаните во летниот период. Постојат единствено неколку фонтани кои се наоѓаат во централното градско подрачје, а според граѓаните тие се потребни на другите делови од градот, но секако доколку нормално функционираат. И додека во другите европски градови луѓето се воодушевуваат на прекрасните фонтани кои пленат со својот изглед и дизајн, во Куманово граѓаните се жалат дека не само што недостасуваат фонтани и јавни чешми, туку и оние со кои располага градот не работат. Особено во летниот период кога се потребни чешми во функција на сите локации од градот, кумановчани нема каде да се освежат и разладат. Постојат единствено неколку фонтани кои се наоѓаат во централното градско подрачје, а според граѓаните тие се потребни на другите делови од градот, но секако доколку нормално функционираат. Треба фонтани да има повише и на повеќе места. Како не пуно, но 3-4 сигурно. Особено во летниот период. Да се разладуваат и деца и да се треба. Голем град за нема ништо, тоа е. Потребни се, пошто вруќина е, треба. Зимно време може да ги сапрев, мраз, али летно време е потребно било куде да се стави и оште. Би требало повеќе да има, мада не и тоа е некое решение со овие жештини, ама сепак треба. Еве, пошли сме, например, со дете или за возрастни, чисто да се разлади човек да не иде на жештините. Треба секако. За 2-3 фонтани низ центар дали ги има, која работи, која не. Јавни чешме да, а за фонтани не знам, тој се троши вода, може и без потребно, али добро, треба да јавни чешме треба да има. Треба повеќе, сигурно. Сигурно они повеќе не работат. Еве сега во сред лето не работи фонтана. Другата сигурно исто не работи. Запушени со отпад, некојаш преливат и така. Ништо нема, нема фонтани, нема паркови, нема ништо. А потребни ли се повеќе? Потребни, сигурно потребни. Граѓаните тоа го сакат, али власти. И покрај тоа што на градскиот поштат има 2 големи фонтани во моментот кога ние поминувавме не функционираа. За фонтаната на Батко Ѓурѓија знаеме дека во зимскиот период е празна, но прашањето е заслужува ли Батко да се пече и на ова пеколно сонце. Дечињата од детската градинка Детелинка од Крива Паланка во рамки на програмата за рекреативни активности го посетија градскиот базен каде минаа неколку часови во летна забава. Ваквата рекреација за најмалите кривопаланчани е традиционална, односно се реализира секое лето. Каде е разсладувањето, таму е летната забава. Тргнувајќи од ова мото, а во рамки на рекреативните активности, дечињата од Кривопаланичката детска градинка Детелинка, заедно со своите учителки и директорката го посетија градскиот базен. Таму минаа неколку часови во сончење, капење, играње на летни игри, а има и организиран појадок со овошје и зеленчук. Посетата на базенот е традиционална и се реализира секоја лето со цел најмалите да се забавуваат и рекреираат на отворено. Директорката Жанета Маџевска секогаш е присутна на активностите кои се дел од воспитно-едукативниот процес. И овој пат беше дел од летната забава на градската плажа. Нашата посета се знае, летните забави што следуваат на базенот. Децата се подготвени, како што гледате си го имат основниот реквизит купањи, има донесено бањарки, ранчиња со сокчиња, грицки. Ние тука како градинка ќе им дадеме овошје, значи на здрава храна, ќе имат лесен оброк, круасанче и сокче и ќе престојуваме околу 2 часа, ќе се сончаме, одобрење од родителите што има дозволено дечињата и ќе се капат и ќе поминеме едно убаво време, интересно за сите нас. За најмалите ова е голем настан, како и секогаш нивните погледи искреа од љубопитноста со која ги наблюдуваат новите простори, како и од среќата за нивните омилени активности. Да, играм и се бања. Лео. Прв пат ли си на базен? Да, бања може. Со кого си дојден? Со учителката. Не, да. Со кого си дојдена тука? Со учителката. Ке се сончеме и ке се капеме. Добре, со кого си дојдена ти? Со другарчињата и со учителката. Ке се капеме и ке се сончеме.
Рекреацијата е дел од целокупниот процес на воспитување и едукација во оваа детска градинка. За таа цел редовно се организираат посети на институции, културно-уметнички манифестации и секако забавни настани. Оделението за изградба и одржување при општина Крива Паланка во рамки на програмата за теконо одржување на локални улици и патишта во изминатиот период изврши санација на неколку делови од улици. Активностите се со цел подобрување на условите за живот, како во урбаните, така и во руралните подрачја во градот и ќе продолжат согласно предвидената динамика и временските услови. Оделението за изградба и одржување при општина Крива Паланка информира дека продолжува реконструкцијата на дотрејените сообраќајници на повеќе локации во градот, односно се реализира асфалтно крпење на ударните дупки. Оделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура во рамките на своите редовни активности, како и секоја година и оваа година презема значајни активности за крпење на ударни дупки и на делови од оштетени коловози на територијата на општина Крива Паланка. Така да активностите се веќе во тек. Сега моментално сме сконцентрирани на градското подрачје, значи се работи на некои делови од оштетени коловози во градското подрачје, крпење на ударни дупки по главната улица Свети Јоаким Осоговски. Понатаму предвидуваме да продолжиме по периферните делови од градот, односно приградските населби. Се на се имаме една обемна програма и план за крпење на ударни дупки и санација на оштетени делови и сметаме дека со предвидената јавна набавка, која е од поголем обем, околу 10 милиони денари, дека ќе успееме сите градски и приградски улици, таму кај што имаме забележено дека има оштетување на коловозите, да ги санираме. Изминатиот период нов асфалтен слој со површина од 300 метри квадратни беше поставен на делот кој е спојна главната улица Свети Јоаким Осоговски со здравствениот дом. Тука е извршено проширување на дел од улицата со цел да се обосможи полесна фреквенција на луѓе и возила. 250 метри квадратни нов асфалт беше вграден и на спојот од магистралниот пат М2 со улица Херој Карпош во населба Вавчала. И жителите на населба Единство добија нова асфалтирана улица. Откако беше променета водоводната мрежа, поставена асфалт на делот од влезот од главната улица Свети Јоаким Осоговски во населбата Единство, со вкупна зафатнина од 650 метри квадратни. Асфалт беше поставен и на делот кон мостот која поврзува главната улица со автопатот. Локалната самоуправа на Крива Паланка продолжува со заложбите за изградба и реконструкција на локалната патна и комунална инфраструктура. Во Кратово деновиве се вршат последните подготовки за почеток на конзервација и реставрација на Златковата кула, значаен споменик на културата од 14. век. Стручните екипи на Националната установа Конзерваторски центар интензивно работат на подготовките за почнување на работите за реализација на проектот за конзервација и реставрација на Златковата кула во Кратово, која представува значаен споменик на културата од 14. век. Во согласност со проектот ќе се почне со реставрација на интериерот на кулата и негова адаптација во простор за афирмација на културата и културниот туризам во Кратово, како и реализација на проектот за електрика и илуминација. На град Кратово, заедно со Министерство за култура и амбасадата на Соединените американски држави во Скопје, која што финансиски ја поддржа овој проект реконструкција и внатрешно уредување на Златкова кула, започна деновиве да се реновира, така да се обезбедени сите средства, односно изработен козарскиот проект од страна на Козарски центар во Скопје и конзерватската дозвола е добиена од страна на Управата за заштита на културно наследство, така да деновиве фирмата избрана од страна на изедувачот почна со работата која што се очекува до крајот на годината да биде целосно завршена и реновирана, а со тоа ставена и во функција на туризмот во Кратово. На првиот кат има постојана постојка за Свети Ѓорѓе Кратовски, или нашиот светец и заштитник на градот Кратово, а во другиот кат имаме сувенирница со познати сувенири од градот Кратово.
Златковата кула, на која претходно беше извршена конзервација на архитектурата, представува градба на 3 ката, а името го добила според последниот собственик Ѓорѓи Златков. Претходно во Кратово беше извршена реконструкција на саат кулата, како и ревитализација на Симиќевата кула, која е веќе отворена за јавноста и во која е изложена постојаната поставка Карпошово востание 1689 година. Проектот за конзервација и реставрација на Златковата кула се реализира со поддршка од Министерството за култура и со грантот за заштита на културното наследство на амбасадата на САД во Република Македонија. И покрај статистиката дека се поголем број македонци заминуваат на работа во странство, ништо помал не е процентот и на оние кои се враќаат и своите пензионерски денови ги поминуваат во своето родно место. За тоа што ги натерало да се вратат од Германија, разговараме со семејството Груевски. Дури 90% од македонските гастарбајтери во Германија по пензионирањето одлучиле да се вратат на родните огништа кај фамилијата. Вела дека во Македонија им е најубаво, а живеачката поевтина. Еден од нив е 65 годишниот пензионер Часлав Груевски, родом од Кумановско село Уминдол. Тој веќе 5 години е пензионер, повратник од Германија, а со својата сопруга живее во новоизградената двокатна куќа во Уминдол. Вели дека му е најубаво дома, иако неговите деца останале да живеат во Германија. За него најголемата среќа да се биде во своето родно место, а тоа и било и присудно да се врати дома. Во Германија се занимавал со браварство, а и во пензионерските денови останал доследен на својата професија. Родниот крај, тоа е најважен. Тоа е, кажам, вака отворено и се. Јас тамо живеел, како некој куче го вржиш. За Германија. И си сакам родното место. Само нашето село е едно многу лошо, што нема тој канализација, водовод, немаме. Тие работи не може. А зашто е убаво тука да се живее? Воздухот се е чисто, ние се. Имаш друштво, комши имаш, има се. Тамо немаш никог. Со швадбаш, комшија немаш. Само може да го гледаш. Само една работа, доброто е утро, навреш отиде, готов си. По кафани шетаме, одиме, спацираме. Нема со кого да живееш. Тука сме сите заедно. Ние сме мезници тука, староселци. Одавна сме тука, одавна населени, тука сме родени. Со што се занимавате во овие пензионерски денови? Јас секога се работам, браварски работа. Секогаш ја работа. Јас се сам правам, ником ништо. И за авто, за джип приколка си направи, се си направи сам и регистрирави броеви, се направи. Часла во својот дом живе заедно со својата сопруга Невена, а пензионерските денови им поминуваат во градината во која ги одгледуваат скоро сите градинарски растенија. Сопругата Невена вели дека во Уминдол се вратиле да најдат мир и да уживаат во пензионерските денови, а и нивните деца останале уште да печелат бидејќи таму веќе имаат сигурна работа. Тие се вратиле во родното место бидејќи тука им е најубаво, иако во селото се соочуваат со проблемот на водоводната канализација. Натера не зашто родни крај е наш туја, стари со живеале туја, од овдек смо потекло, прави македонци, али нема везе и друг да е нас, као што се тиче, дали србен или македонац, наше е место, родно место, родни крај. По тој ми вратимо се туја, деца се повлечоше тамо у Германiju, они останаше тамо, али ми дојдомо. Па како ви поминува еден работен ден обичен? Па како на сваку жену која оќе да работи, она ќе си помине супер. До еден крај едно завршило, оно друго стигнало работа, малце до башчу. Одгледуемо малце лук насадено, црни лук што викав, бели лук. Нешто пиперки, патлиџани. Вакви и слични приказни имаат уште многу македонски гастарбајтери кои мирните пензионерски денови ги поминуваат дома во топлата и сончева Македонија. Вела дека имаат две татковини, Македонија во која се родени и Германија во која поминале младоста и зрелоста, која им овозможила работа и пристоен живот, а сега и пензија. Но сепак, како што велат, најубаво им е во Македонија, зашто само дома си е дома покрај родното огниште со семејството.
Деновиве премиерно беше прикажан документарен филм за Вања Лазарова во кинотека на Македонија. Сценарист и режисер е Синиша Евтимов, а реализација е на продуцентската куќа Медија Броудкастинг и Агенцијата за филм на Македонија. Во филмот Вања зборува за песната со која е цел живот и кога била дома со најблиските и кога настапувала на светските сцени. Полна со ентузијазам и на 85 години вели дека најмногу би сакала да има концерт. Во филмот зборуваат и музичари кои соработувале со неа и за сите ни Вања не е само глас, туку и емоција. Златко Оридјански вели дека во незиниот глас како да се содржат сите можни стилови и начини на пеење во македонската музика. Владко Стефановски рече дека низината песна е саунтрак на најубавата Македонија и на културното наследство, кое вели тој на суптилен начин ни се обраќа и ни раскажува за нашиот идентитет. Според Есма Реджепова Теодосиевска, Вања Лазарова е недостижна пејачка, каква што се раѓа во 100 години. Режисерот Милчо Манчевски истакнува дека филмската музика во Пред дождот, за која Лазарова соработувала со групата Настасија, станала една од иконските архитепски моменти на неговиот филм. Во филмот за Вања говори и министерката Елизавета Канчевска-Милевска. Таа изјави дека документарецот ќе биде трајна вредност и сведоштво за македонската музичка легенда Вања Лазарова, за нејзиниот животен пат, за целокупното нејзино творештво и сето она што го оставила како вредносна и уметничка култура за државата. Со ова што ми го приредивте, ми направивте голема чест. Ова никогаш не сум го доживеала, макар што сум поминала разни места низ светот. Ова доживување ми е најмило, рече Лазарова. Таа е спеала 100 македонски изворни народни песни, од кои најголем дел се снимени во продукција на Македонската радиотелевизија. Има работено во операта при Македонскиот народен театар, била член на државниот ансамбл на народни игри и песни Танец и настапила на голем број концерти низ светот. Пеела пред доживотниот председател на СФРЈ Тито во Алберт Хол во Лондон, пред британската кралица Елизавета II и премиерот Винстон Черчил. Таа е прва македонска пејачка која има снимено плочи за најголемите издавачки куќи Полиграм и Филипс. Полицијата во австралискиот град Мелбурн се судри со група националисти учесници на еден протест против имиграцијата, која станува се почувствително прашање во Австралија. За ова и за другите настани во вестите од светот. Полицијата во австралискиот град Мелбурн се судри со група националисти учесници на еден протест против имиграцијата, која станува се почувствително прашање во Австралија. Немирите почнале кога полицијата се вмешала со цел да спречи судир меѓу активисти против расизмот и група австралиски националисти кои се собрале на митинг организиран од антиимигрантска организација Да си ја повратиме Австралија. Во судирите полицијата користела и созавет за разбивање на насилните демонстранти. Полицијата соопшти дека при судирите со националистите привела 4 насилни демонстранти. Прашањето околу имиграцијата што го подгрее и самиот австралиски премиер Тони Абот со неговата одлука да забрани влез во земјата на имигранти од Азија стана едно од најчувствителните теми во австралиската политика. Голем пожар избувна крај еден прометен автопат во близина на американскиот град Лос Анџелес, поради што поголем број возачи и патници во паника ги напуштиле своите возила, оставајќи ги на коловозот. Како што јавија американските медиуми, пожарот досега зафатил површина од околу 1500 хектари, при што уништил најмалку 2 куќи и се заканува да опожари уште 50 на други. Според полицијата, пожарот уништил и 40 на автомобили, камиони и други возила на автопатот што го поврзува Лос Анџелес со Лас Вегас. Телевизиите објавија снимки на луѓе кои панично бегаат пред огнената стихија, оставајќи ги своите возила. Засега не се познати причините за избувнувањето на пожарот. Околу 34 милиони деца пред се од најсиромашните слоеви во земјата зафатени со вооружени конфликти не одат на училиште, соопшти Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура УНЕСКО.
Според податоците на УНЕСКО за образование на децата во земјите зафатени од војна се потребни 2,3 милиарди долари, што е 10 пати повеќе од средствата за хуманитарна помош што им се достава за лицата во овие подрачја. Во земјите зафатени од војни постои двојно поголема веројатност децата да останат неписмени, отколку во државите во кои владее мир, посочува УНЕСКО во соопштението. Според организацијата, дури 90% од девојчињата и 60% од момчињата во конфликтните зони би можеле да останат без образование. Познатиот професор по физичко образование од Куманово Никола Котевски по големиот дел од работниот век истражува за значењето на физичката активност како битен предуслов за доброто здравје на човекот. Во најновиот научен труд кој е во завршна фаза е наречен Рекреација за секоја генерација, Котевски прави симбиоза помеѓу менталната и физичката активност. Преку најновиот труд, Котевски всушност ќе се обиде да ја опише физичката активност од повеќе аспекти, но и нејзините придобивки врз човековото здравје. Станува збор за едно дело што е работен наслов има рекреација за секоја генерација. Значи тука се офатени сите рекреативни активности од менталната сфера, од значи сферата на духот, духовните вредности, каде што душата треба да биде разиграна, чист човек пред себе ментално и физички активен. Значи тука се офатени активности како што е рекреативно пливање, рекреативно одење, рекреативно трчање, рекреативно играње на бадминтон, рекреативно играње на тенис, рекреативно играње на одбојка и многу други рекреативни активности и покрај се ова е офатено и вежбањето, утринската гимнастика, вечерната гимнастика, така што се права од моја страна напори да одморот го сватиме сите повеќе како активност, а не како здодевен период каде што телото, умот и душата се надвор од активност и од ангажман. Затоа, мислам, сега не би зборувал повеќе за тоа, би кажал дека сите треба, според мене, пак ќе речам, кон себе и да бидеме што порасположени, поафирмативно да се однесуваме према физичките активности, повеќе да читаме, затоа што докажано и читањето дека што се најнови истражувања се во Австралија и во Америка, дека и читањето ја подобрува желбата за физичка активност. Значи човекот се подигнува на едно повисоко ментално ниво и кај него се јавува неопходна потреба и желба барем да оди во текот на денот, да не го помине денот целосно пасивно. Кој беше вашето главно мото што ви натера да го припремате овој труд? Имате некоја веројатна инспирација ваша лична? Па, да ви кажам, секогаш инспирација за мене се моите воспитаници, учениците и се трудам со некој свој личен пример. Ево, да речеме, од 84 година се занимавам со трчање на маратонски трки, потоа индивидуално вежбам и така натаму. Меѓутоа, во оваа прилика би сакал да ги поздравам сите мои ученици и да кажам дека само читање или само физичка активност или значи едното без другото и не градење на позитивни ставови и гледишта кон случувањата во животот, едно без друго не може. И како мисија, значи се трудам со сите сили да народот во Македонија, кој се разбира е мој народ и јас потекнувам од тој народ, сакам да го видам еден ден поактивен. Јас кога почнав да рекреирам, да речеме, на мои 15-20 години, во Куманово имаше 1, 2, 3 рекреативци во цел град. Сега ме радува што младиве генерации масовно рекреираат. Дали на кеј, дали кон Кумановска бања, без разлика каде, значи постепено со години, да не речам со години, ево со децении да речеме, нашиот народ сваќа, посебно младиве генерации,
дека составен дел од својата личност е и редовната физичка активност која мора перманентно, постојано, значи да постои во методот или начинот на живот на сите генерации. Се очекува официјалната промоција на научниот труд на Котевски да се случи оваа година. Македонската одбојкарска репрезентација ја забележа првата победа во овогодинешната Европска лига, совладувајќи го Израел со 3:0. Македонската одбојкарска репрезентација забележи убедлива победа од 3:0 во првите од двата меча против Израел, по двата порази во низот селекцијата на Естонија минатиот викенд. Избраниците на Жарко Ристевски одиграа квалитетно, потсетувајќи на своите најдобри денови од ланската сезона, а противникот не успеа да освои ниту еден сет. Во првиот сет нашите одиграа одлично и не им дадоа шанса на израелците за успех, а го завршија во своја корист со 25-14. Вториот сет не донесе никакви промени, Македонија продолжи со одличната игра и постојано имаше бодство, а израелците немаа одговор на таквата игра. Третиот сет беше рутинска работа за македонските одбојкари, кои мечот го завршија во голем стил. Ова беше прва победа на селекцијата на Македонија во Европската лига. Избраниците на Жарко Ристевски на мечот со Израел потсети на минатогодишните изданија, па да се надеваме дека и ова сезона повторно ќе ни израдуваат со добри резултати. Вести од меѓународен спорт. На најпрестижната велосипедска трка Тур де Франс се возеше 14-та етапа, а во неа победи англичанецот Стефан Камингс. Во големото финале на Светската лига во одбојка ќе се сретнат селекциите на Франција и Србија. Англискиот велосипедист Стефан Камингс победи на 40-та етапа која се водеше од Родес до Мендеја во должина 178,5 километри. Англичанецот кој инаку член на афричката екипа МТН Кубике, победничката етапа ја мине за 4 часа 23 минути и 43 секунди. Како втор низ целта помине французинот Тибо Пине, додека трет беше неговиот сонарник Роман Барде со застанување од 2, односно 3 секунди. Водечки во генералниот пласман Кристофер Фрум и натаму ја задржа жолтата мајчка, но ја зголеми предноста на 3 секунди 10 стотинки во однос на колумбиецот Наиро Кинтана. Следната 15-та етапа според програмата треба да се вози од Мендеја до Валенсе во должина 183 километри. 26-то издание на Светската лига во одбојка влегува во самата завршница. По 156 напревари многу неизвестности во финалето, кој се држува во Бразил, ќе се сретна селекциите на Франција и Србија. Двата полуфинални меча донесоа вистинска драма и трае по 5 сета, а во нив повеќе среќи има французите и србите. Во првото полуфинале Србија со помош на бразилската публика успеа да го победи фаворитот САД со 3:2 и се стекна со шанса да се бори за прв пат во историјата за големиот пехар. Јунак на победата кај србите беше младиот Атанасиевич со 22 поени. Во второто полуфинале Франција исто така после голема борба го слобода светскиот шампион Полска со 3:2 и исто така ќе се бори за првата титула во Светската лига. Во борба за третото место ќе се борат селекциите на Полска и САД. Наградниот фонд за оваа сезона во Светската лига во одбојка изнесува над $7 милиони. По вестите од спортот следува временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за денес. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.